По повод Светскиот ден на книгата, женскиот дел од тимот од Крајбрежје одлучи да го честита или одбележи овој значаен ден преку следново аудио-видео обраќање. Слушнете што имавме да ви кажеме и да порачаме во продолжение. Здраво на сите, јас сум Лина и ви го честитам денот на книгата. Што е книгата за мене? Душа ставена на парчиња хартија. Книгата ни дава можност да се нурнеме во туги приказни, да дзирнеме во туги гревови, да живееме туги животи. Ништо на светот не и дава толкава слобода на имагинацијата како книгата. Добиваме апсолутно право да ги замислуваме ликовите, да ги оживееме во нашите фантазии. Имаме слобода да патуваме низ времето. Од антика до хуманизмот и ренесансата, преку абсурдот во иднината. Книгите ни овозможуваат да разговараме со Хомер, со Достоевски и Орвел. Но колку и да сакаат да не направат попаметни, може би никогаш нема да се опаметиме, дури не се најдеме на местото од Расколников, или додека после премногу време не сватиме дека Годо може би никогаш нема да дојде. Ние сме си сопствени од Годо. Писателите и поетите не умираат. Вечно живеат. Имаат ексклузивно право да патуваат во иднината. Нивното мислење, приказни ликови живеат во главата на читателот. Тие водат вечен диалог со своите читатели. Откривани се одново и одново. Шират нови познанства. Пијат стотици кафења дневно со луѓе од целиот свет. Нивните бајки заспиваат дечиња. Нивните љубовни новели тркалаат солзи по лицето на некоја тинејџерка. Нивните драми му помагаат на некое семејство да ја надмине средновечната криза. Нивните приказни враќаат некој старец во младоста. Затоа, ако сакате да живеете вечно, напишете книга. Ако сакате да подарите некому вечност, направете го лик во книга или книга посветете му. Ако сакате да дзирнете во туѓ живот и да патувате низ времето, никогаш не престанувајте да читате. Честит ден на книгата! Денес е Светскиот ден на книгата, 23 април. Датумот е избран затоа што токму на овај ден, во 1616 година, починале двајца великани на книжевноста, Мигел де Сервантес и Вилијам Шекспир. Јас, Маја Дочинова Малиновска и моите колешки од Крајбрежје, сакаме да ви го честитаме и да ве подсетиме зошто е важно да читате и да ја сакате книжевноста. Пред се согласувам со Хемингвеј, кој рекол дека книгата е најлојалниот пријател на човекот. Уште од првите прочитани букви, таа треба да стане негов најдобар пријател. Овде би сакала да подсетам и на важноста да се чита на малите деца. Уште кога тие не можат самостојно да читаат, за да им се збогати вокабуларот, да им се подобри концентрацијата, да научат повеќе за светот околу нив, да се зголеми нивната имагинација, да станат подобри луѓе кога ќе пораснат. Читењето книги значи дека тие ќе почнат да размислуваат и со своја глава и во исто време да станат емпатични. Се разбира. Исто тоа важи и за возрастните. Има ли нешто поубаво од тоа да му се чита на дете пред да заспие во мајчини прегратки? Има ли нешто поубаво од тоа вие заспиете читајки, ослободени од стресот кој се наталожил во текот на денот? Книгите имаат смирувачко дејство, го подобруваат спиењето и го продолжуваат животниот век. Можете да одберете каква книга ќе сакате да прочитате, во зависност од вашиот вкус, но секоја книга ве носи во посебен свет. Почнувате да гледате со очите на писателот. Станувате дел од неговиот живот, затоа што многу книги се истовремено автобиографски. Таа може исто така да ве инспирира да напишете нешто со што влегувате во кругот на бесмртниците. Станувате свесни колку е значајно да оставите нешто зад себе, нешто што ќе се гордее целото човештво.
пошто големите писатели, тие припаѓаат на целиот свет. Со книгите откривате многу тајни. Патувате во непознати земји, патувате во минатото, во иднината. Се запознавате со различни карактери, но и со човекот воопшто. Се разбира, се запознавате и со природата, и со целиот животински свет. Книгата е добра алатка за учење на странски јазици. Со неја стануваме побогати во секој поглед, посебно на ментален план, но и одличен начин да го поминете слободното време и да се забавувате. Не треба многу за да земете книга во рака. Почнете уште денес. Читајте секој ден. Читајте ви на децата и уште подобро. Читајте заедно со вашите пријатели и разменувајте мислење и искуства. Ќе видите колку ќе станете побогати. Честит ден на книгата! Здраво, здраво. Прво да се представам, јас сум Викторија Сандовска и сум еден од членовите на блогот Крајбрежје. Во пресред на денот за книгата ќе кажеме нешто повеќе за нашите интереси околу таа тема. Можам да кажам дека книгата лично за мене представува пред се навистина многу големо богатство и пополнување на слободното време, во главни кога сакаме да се релаксираме од напорниот ден. Мислам дека треба да читаме токму поради тоа што книгата ни помага пред се да развиеме емпатија во животот, што е навистина многу важно, бидејќи сметам дека без емпатија светот навистина никаде не оди, односно со самото тоа што читаме, ние на некој начин се обидуваме да размислуваме како што размислуваат ликовите во книгата и се обидуваме да се ставиме во нивните чевли, барем за миг да го чекориме нивниот пат и сметам дека на тој начин многу полесно може да разбереме пример што чувствува другиот, а тоа има навистина многу големи придобивки понатаму и во секојдневниот живот, кога се сочуваме со некоја проблематична ситуација. Затоа всушност велам дека книгата може да не го смени животот, токму поради тоа што од неа може да извлечеме навистина многу големи поуки за тоа како треба да постапиме во ситуација од секојдневието, како да се справиме со некои проблеми. Знаеме дека има многу книги за самопомош, например за некој што се соочува со депресија, анксиозност, панични напади и така натаму. Сметам дека книгата навистина може многу да ни помогне, само доколку имаме желба и ние да се помогнеме самите на себе си, всушност да пронајдеме она книга, оној жанр кој што нас најмногу ни одговара и кој што би сакале да го читаме, би ни било интересно. Може да кажам дека важно е да се чита токму поради тоа што читањето на книгите значи е активност во главно која што ги подобрува пред се меморијата и помнењето, односно општо е познато исто така дека читањето го зголемува коефициентот на интелигенцијата и всушност таа ментална стимулација на мозокот, односно оние кои според одредени истражувања, значи оние кои секојдневно читаат се например во поглед на менталното ниво се една година понапред од оние кои што не читаат и затоа всушност може да кажеме дека читањето во главно го намалува стресот, односно одредени истражувања покажуваат дека всушност читањето кога трае само например од 10 на минути може да го намали стресот за дури 70%. Односно со помош на читањето ние го прошируваме нашиот вокабулар и со тоа всушност некои од нас, например писателите да речеме, се поттикнати за да пишуваат, бидејќи лично сметам дека не може да се пишува без активно да се чита, што значи дека се што читаме е всушност еден вид на нов извор на информации за нашиот мозок, со тоа ние го зголемуваме нашиот коефициент на интелигенција и пред се сето тоа кога ќе го склопиме во една целина ни помага да се справиме во секојдневниот живот со секојдневните проблеми и со секојдневните предизвици. Што значи дека полесно ќе излеземе на крајот со било кој предизвик кој што ќе се најдем на нашиот пат. Јас сум Анастасија Левковска и преку ова видео сакам да ви го честитам Светскиот ден на книгата.
Денеска е ден за паметење на сите оние кои со пишаниот збор успеале да продрат до најскриените и најсировите делови на човековата душа. Но повеќе од се, денеска е ден за славење на читателите и нивната неизмерна љубов и посветеност кон пишаниот збор. Дозволете ми да ве потсетам. Било да е фикција, биографија, поезија, роман или новела, книгата секогаш ќе биде тука за вас. Најмногу сега во екот на оваа пандемија, како прозорец отворен кон светот преку сите затворени граници. Створен за моментално избегнување на реалноста, која можеби ако се погледне преку него не е толку лош. Книгите биле и од секогаш ќе бидат нашиот магичен шкаф кој води до Нарнија. Нивното пишување патување, читањето привремен одмор, а новите видици круна на главата. За крај од мене до вас. Бидете здрави, живи, читајте, пишувајте и сакајте се. Здраво на сите што го слушаат ова обраќање. Јас, Наталија, како дел од тимот Крајбрежје, по повод денешниот ден, сакам да испратам следнава порака. Секоја книга има своја приказна, свое минато, почеток и крај. Но крајот завршува само на последната страница, а потоа продолжува да циркулира низ времето многу долго. Навезени зборови што се ределе како бисери, мисли кои протекувале низ времето, патувале низ просторот, а потоа се транспортирале во вид на реченици преку перото на писателот. Таа е храна за душата, теретана за мозокот, уништувач на досадата, лек за смирување кој лачи хормон на среќа, што предизвикува подобро расположение. Одличен изговор за квалитетно поминато време во сопствено друштво и со своите мисли кои им ги позајмуваме на ликовите и емпатизираме со нив, неретко доживувајќи ги нивните чувства како сопствени или нивните дилеми како насока за размислување кои би биле можни опции за нивно разрешување. Двигател на инспирација, креација, мотивација, причина да се верува дека среќните приказни не се запишани само на хартија, дека може да се одвиваат и во реалните животи, и обратно. Реалните животи многу пати се инспирација за создавање на едно дело, кое пак подоцна е материјал за создавање во друга уметност, преку екранизирање на дејствието што на читателот му овозможува двојно уживање, од имагинативна замисла на прочитаното, преку нејзино визуелно прикажување и оживување на ликовите, рекреирање на нивните животи. Уметноста е непресушен извор на мотивација, несомнено таа е столбот на едно општество. Книжевната уметност како нејзина дисциплина е омилена сфера на дејствување за оној што сака да се изрази во писмена форма. Ние како возрастни треба да бидеме свесни дека сме пример за идните генерации. Најмалите се оние кои учат од нас. Ако барем малку се грижиме, таков свет ќе оставиме зад нас. Да ги научиме децата да го засакаат читањето од најмали нозе, бидејќи рекле, дете кое чита е возрастен кој размислува. Книгата гордо го носи приматот на почесен дел од писмената уметност. А ние секојдневно дружејќи се со неа, сме горди носители на култура која ја пренесуваме, шириме, ја негуваме. За нејзе може да се зборува уште многу. Во името на денешниот ден ви препорачувам да продолжите да ја негувате здравата навика на читање. Никогаш не престанувајте да го правите тоа. Читајте секогаш, кога можете и имате време, бидејќи време за читање секогаш може да се најде. Не ги потценувајте македонските автори, дајте им шанса. Тие не смеат да бидат потценувани во својата татковина. И не само тоа, туку тие навистина поседуваат квалитет кој истиот треба да се препознае. Нека е честит денот на книгата и на авторското право. А сега следува нашиот избор на цитати по повод денот на книгата. Уживајте. Учете и читајте сериозни книги. Животот ќе се погрижи за се останато. Фјодор Достоевски. Ако читате само книги што другите ги читаат, ќе го мислите само она што другите го мислат. Харуки Мураками. Некои книги се за да бидат вкусени, други за да бидат голтнати, но само неколку за да бидат изџвакани и сварени. Френсис Бејкон. Книгите се огледала. Во нив го гледате оно што веќе го имате во себе. Не постои полојален пријател од книга.
читањето добри книги е како да водите разговор со гениалните мислители од минатите векови. Читаме за да се подсетиме дека не сме сами. Нема поиспомнати денови од детството, од оние поминати со омилената книга. И читањето добри книги е како разговор со најголемите луѓе од минатите векови. Се 3 цитати кои што ми оставија многу голем впечаток и кои што имаат навистина длабоко значење поврзано со книгите. Без зборови, без пишување и без книги не би постоела историја. Би се изгубил целиот концепт на човештвото. Херман Хесе. Никогаш не судете ја книгата по незините корици или филмот снимен според незината приказна. Непознат автор. Нашите книги и нашите пенкала се најмоќното оружје. Малала Јусафзаи.